Во студиото сме со професор доктор Злате Димовски од Факултетот за безбедност, универзитетски професор. Зборуваме за македонското општество. Добро утро, дали живееме во безбедно општество? Добро утро. Искрено, следејќи Кратко, но тешко прашање. Да, многу тешко и би можел да одговорам дека не живееме. Не можете со да и со не или можете? Може, зашто да не може. Може би не толку децидно, али можам да го образложам сето тоа што ќе го кажам. Наистина живееме во една општество интересно. Ние сме сега соочени со многу ризици, со многу закани. Тоа предпоставувам дека ние како повозрасни го разбираме, меѓутоа со последниве настани се покажа дека изгледа тешко го разбираме сето тоа и дека не пружаме доволна основа или доволно знаење и некакви си укажување на помладите дека покрај она што се случува во позитива треба да внимаваат и на она што е негативно, поточно секогаш да очекуваат и некакви напади. За жал, тука сите затаивме, не можеме да заеме дали ова или оној, сите затаивме, особено како општество, и ќе мора очигледно дека да превземаме одредени други чекори за да го подигнеме тоа ниво на свест кај сите нас дека опасностите не демнат. Опасностите се заеднички, не бираат, подопасностите се сите сме подложни на нивните влијанија. Што ја детерминира безбедноста? Видете, безбедноста е многу широк поим. Да, многу широк поим е безбедноста. Имате безбедност во сите сфери. Зборуваме сега овде за лична безбедност. Ако мислите општествена и безбедност на целото општество, самата лична безбедност е колку вие се чувствувате безбеден или колку јас се чувствувам безбеден. Тоа е чувство, собствено чувство. Сите имаме некакви си посебни размисли, посебно сме доживеале некакви си напади, може би или било што, па поинако ја поимаме самата таа безбедност, дали сме безбедни или не сме. Меѓутоа, во секој случај, многу битна е колективната безбедност, поточно безбедноста на поголема група на граѓани или евентуално на целото општество, како тие се чувствуваат, дали тие се чувствуваат безбедно или не се чувствуваат безбедно. Ако земеме сега да направиме анкети и евентуално преку граѓаните, нели, да добиеме јавно мнение за она што тие чувствуваат за безбедноста, јас мислам дека ќе бидат поразителни сегашниве резултати, затоа што веќе голем дел од граѓаните имаат на сосема поинаква перцепција дека живееме во навистина небезбедно општество. Вања и Панче се имиња кои што не смееме да ги заборавиме. Тие се последни во низата на свирепи убиства и несреќи кои што се случуваат кај нас, па и во регионот. Дали службите во Македонија реагираа на време? Дали реагира на време? Да, затоа што по реактивниот принцип мајката на девојчето, таткото на девојчето пријавија, ќерката на покојниот од Велес исто така пријавила. По тој принцип тие мораа да постапат, не се базира сето тоа на посебно разузнавање, него дефинитивно на тој реактивен принцип, проактивниот нешто настрана ни стои и чека некои подобри времиња очигледно за да можеме да работиме. Беше пријавено, постапија онака како што требаше во тој момент да се постапи. Сега дали се превземени сите мерки, оперативно-тактички и истражни мерки и действија, тоа можеме да го елаборираме во оние моменти кога ќе имаме достап до самата документација, што е превземено, во колкава мера е превземено, евентуално да ги цениме и пропустите доколку ги има и да цениме дали времето на откривањето на самото убиство, односно убиствата, е било оптимално или евентуално можело да се забрза со различни методи и средства. Убиства за 500 евра, убиство на малолетно дете. Ако мотивот бил пари, зошто е убиена веднаш? Прво, дали се 500 евра мотив да се убие човек? И второ, ако мотивот бил пари, зошто е убиена веднаш во неколку часа, Вања? Тешки прашања поставувате. Знаете зошто? И мене не ми се исто јасно. За 500 евра не знам кој би убил човек. Ако е така, пошто имаме должничко-доверителни односи на секој чекор, би требало да се споубиеме меѓу себе. Тоа е првото на размислување кое што ни доаѓа, нели, како граѓани. Втората работа, навистина не ми е јасно зошто после 2 сати, како што се наведува, барем за сега, ќе видиме од обдукцијскиот наод што ќе каже, девојчето е убиено. И тоа на еден атипичен начин, на еден начин кој што не е специфичен за граѓанството. Ваквиот начин на убивање е повеќе екзибиционистички за покажување на сила од страна на терористи, на екстремисти, на луѓе кои што се со насилен радикализам или екстремизам задоени и кои што сакат да покажат својата екстрема. Овде убиена на специфичен начин девојчето, со пукање во глава, и тоа за многу брзо време, и воопшто не е пројавено или побарано да се исплати одредена сума на пари или некое друго материјално добро, или евентуално некоја услуга да се направи за нив.
Не е јасно, навистина не е јасен мотивот. Наводно го фатило паника, јас не знам која паника поголема од тоа да киднапирате дете, да го земате во возило, да го носите на одредена дестинација и едноставно да го убиете пред да ги побарате се она што сте имале, ако сте имале некаква си размисла. Граѓаните во емотивен шок бараат смртна казна со петиција. Дали ова време кога треба да надвладат емоциите? Да, мора да ги покажеме емоциите, меѓутоа дали треба да надвладеат, дали треба да бидеме разумни? Видете, талионскиот принцип предвидуваше на времето, измислен беше токму за да ги смири граѓаните, односно оние кои што се непослушни, и предвидуваше око за око, зап за зап. Овде не може око за око, зап за зап, затоа што сепак имаме точна една легислатива која што предвидува што во вакви ситуации, дали казната која што покасно ќе биде изречена на овие лица ќе биде доволна за нивна ресоциализација. Оти пазете, она што се кажува во севкупната правна литература е дека ставањето во затвор или одредувањето на некоја друга казна не е во функција ние да го казнеме, него да го ресоциализираме, да му докажеме дека погрешил и да го вратиме во нормално живење. Овде не знам јас со оние луѓе како би можеле да ги ресоциализираме, реално, меѓутоа еве, да кажеме дека сепак казната би требало да биде ригорозна, значи може би максимална казна да добијат и едноставно сметам дека јавноста со тој гест, со тој чин ќе се задоволи во смисла дека тие сепак ќе бидат целовремено под надзор, односно ќе бидат во казнено-поправна установа. Да не се лажеме дека живееме во совршено општество, иако сме напред технолошки, па може би и економски понапред од едно претходно општество кое што го имавме, кое што според возраста и двајцата сме го искусиле. Не е лошо уште еднаш да се подсетиме како беше некогаш, а како е денес. Дали вакво нешто можеше да се случи во тоа едно време пред 3 децении и нешто повеќе? Во кампусот каде што сме ние на Факултетот за безбедност во Идризово, заедно сме со Центарот за обука и од поодамна, од како постоеше Факултетот за безбедност, имаме направено еден криминалистички музеј. Доколку се посети тој криминалистички музеј и се видат експонатите внатре, и експонирани се и случаи, соодветни случаи, ќе видиме дека од секогаш постоеле и убиства, и киднапирања, и уште да ги наречам, по-грозоморни дејствија. Меѓутоа, сепак тогаш реакцијата од граѓаните била сосема поинаква, реакцијата на државата уште поинаква, затоа што за многу брзо време се откривале тие случаи, едноставно понатаму се имало начин како да се подигне свеста кај граѓаните за опасностите, да се вклопат сите тие негативни активности, да се преточат во подобри некакви си начини на однесување и крајно да разбереме сите дека фактор не е само државата, него фактори сме сите ние. Човечкото суштество. Полицијата се граѓаните практично. Сите, практично да, секаде граѓаните се, затоа што граѓаните се она што ќе го воочат. Треба да имаат мотив да го пријават во полиција. Мотивот е да имаме безбедно општество. Подобро утре за сите, пред се за нас, еве да бидеме себични. Подобро утре за нас, да пријавиме за да не се случи утре. И ние сме граѓани. Како и вие и јас се движиме по улица и сите овие други активности што ги правиме, така да можеме да бидеме и ние жртва, едноставно жртва на било кого и на било што. Не можеме да претпоставиме што ќе се случи. Најбанално е со сообраќајот, па се понатаму. Меѓутоа, навистина ни треба една поголема комуникација со органите за спроведување на законите, тоа се сите овие институции кои што ги спроведуваат законите. Граѓаните едноставно да се ослободат, да сакаат да комуницираат со нив. Меѓутоа, од отворањето на досијата кои беа од 99-та и покасно со законот за лустрација, граѓаните некако се затворија во себе, сваќаат дека можеби утре некој ќе ги офира дека биле така наречени кодоши, тастери на полицијата или не знам на било кого, така да ќе треба да го надминеме тоа и да сватиме дека сите треба да си помагаме и да предонесуваме за едно безбедно општество и безбедна средина. Како да спречиме вакви појави? Добро, не може да се спречат, меѓутоа како да се сведат на минимум технологија, ресурси, луѓе, образование? Видете, она што настојуваме да го направиме ние, од нашиот факултет, моите почитувани колеги, колегите од другите факултети кои што ги имаат овие студиски програми по криминалистика, по безбедност и така натаму, настојуваме низ различни форми на, ево како и ова денес, на присуство во медиумите, понатаму за некакви проекти кои што ги правиме со различни категории и на родители, родителски совети, понатаму на ученици од основно и од средно образование.
настојуваме донекаде да им ги приближиме проблемите пред се, да ги направиме свесни дека ова општество не е мет и млеко, дека има опасности кои што постојат и едноставно настојуваме кај родителите барем да ја подигнат свеста за тоа да знаат каде одат нивните деца, со кого се дружат, што во основа прават и да им ги посочуваат можеби мал дел од оние закани и опасности кои што на кои што можат да наидат. Помина времето кога седеа децата на улица, односно игравме на улица, тоа сме ние тие генерации. Сега веќе многу повеќе се на виртуелниот свет, повеќе се на интернет, на социјалните мрежи и дефинитивно секој родител треба да има одредена контрола на социјалните мрежи, да види своето дете со кого комуницира, на кој начин комуницира, па крајно, ево што кажавте вие, самата држава, самите техничко-технолошки процеси ни помагаат, ни овозможуваат да имаме увид на секој ќоше практично и тоа треба еднаш да го сватиме дека ќе ни треба и понатаму усовршување, се она што е техничко достигнување, да се движиме напред, а не да имаме некаков одреден застој. И крајно сите граѓани ќе мора да бидат запознати со Safe City или она што би значело камери низ градот, ајде така да го преведам сето тоа, затоа што имаме проект, никој не знае зошто служи тој проект, барем не е обелоденето, барем не го знаат луѓето зошто е тоа. Треба да ги убедиме дека тоа е за нивно здравје, односно за нивна безбедност и дека утре задутре можеби ќе ни затреба и нам помош од тоа Safe City и да се обелоденат евентуално сите оние можности кои што може Safe City да ги направи, па и да го напредиме тој систем.